обединување против референдумот и бойкотирање на истиот. Пред нас еден голем предизвик, впрочем, знаете, татковината ни е 27 години, во некакви проблеми, во некаква криза, што се вели народски асално и не и се израдувавме на независноста во овие 27 години, меѓутоа, ова сега што ни се случува, можеме слободно да кажеме дека е можеби и најголемиот предизвик пред кој се наоѓа државата. Сакаат да не го уништат вечното македонско име, идентитетот, јазикот и културата, со еден збор сакаат да не избришат од светската мапа на нации. Меѓутоа, ние денеска затоа сме собрани тука, тоа нема да им го дозволиме. Оваа битка е многу поголема битка од предавничките авантури на почистичката власт во Скопје, која во чајничкиот обид да распродаде се што е македонско, гледате веќе се служи со разноразни лаги. Затоа ова е добра прилика да кажеме дека со бойкотот и со неизлегување на референдумот ја спречуваме промената на вековното македонско име. Меѓутоа, гледате, Зоран Заев и предавничката власт во Скопје се во страшен очај. Последно кога беа тие НАТО журки и празните плоштади низ Македонија, некни на Илинден видовте, им сметаше македонската телевизија бидејќи пренесувала од настанот, а вчера ја слушнавме и најголемата лага дека бойкотот и неизлегување на референдумот значело прифаќање на договорот со Грција. Тоа е една голема лага, затоа да не им верувате. Оваа битка ние ќе ја добиеме. Оваа битка ќе се добие на 30 септември со неизлегување на референдумот и со бойкот на референдумот. А со своите действија само ќе остане срамот и одговорноста на предавничката и на марионетската власт од која ќе се срамаат и нивните поколенија. Но не само срамот, ќе остане и одговорноста, бидејќи новата легална власт која доаѓа ќе расчи се со сите национални предавници. Да сте живи и здрави и сите на 30 септември да бойкотираме, да не излегуваме на референдумот и да го спасиме вековното македонско име. Благодарам.